Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Ти си Божиот дом. Јас сум Божиот дом. Бог живее овде. Тој живее во тебе преку Светиот Дух. Двете главни имења за Светиот Дух се Утешител и Помошник. Па така, ако Духот Божи живее во нас, како може да не сакаме да помагаме? Мислам, ако ти не сакаш да помогнеш на никого, нешто не е во ред со теб. Може би треба да се вратиш назад и да го провериш спасението. Зашто ако Христос е во нас, неговата природа е во нас и ние ќе бидеме ожалостени кога ги употребуваме другите. Ке сакаме да се вратиме и да се извиниме. Ке сакаме да се однесуваме добро со другите, затоа што знаеме дека на Бог не му се допаѓа да ги злоупотребуваме неговите луѓе. Ќе ви ја кажам вистината. И тоа доста одамна. Јас добив разбирање на оваа тема, имам побожен страв во себе од злоупотребување на луѓето. Едноставно тоа не е нешто што му се допаѓа на Бог. Амин. Денес сте ужасно тивки. Сега, Павле го имал Тимотеј со него, кој што бил доста и помлад човек во Господа и тој го менторирал него во службата. Така, јас сакам само да ви кажам, ако вие сте позрел христијанин, треба да се грижите за помладите христијани, на кои им е потребно позрело влијание во нивните животи. И не само што вие ќе им помогнете на нив, но вие ќе си помогнете и на себе си. Менторирањето, патем, не значи дека ќе најдеш некој кој што ќе те прашува за секој чекор што ќе го направи и ќе имаш некој кој што ќе можеш да го командуваш цело време. Тоа значи дека ќе го поучуваш, не само со зборови, туку и со пример како треба да живее. Павле скоро секогаш го почнуваше неговиот поздрав со оваа фраза: Благодат и мир да бидат со вас. Тоа е нешто, мислам, можам да изведам цели 4 серии проповеди од тоа. Затоа што ти не можеш да имаш мир ако не разбираш што е благодат. Благодатта е незаслужена Божја омиленост, но исто така, силата на Светиот Дух која ги достигнува нештата во нашите животи кои што ние некогаш не би можеле да ги достигнеме сами без разлика колку се обидуваме со целата своја волја. Со други зборови, тоа е како: без мене, вие не можете да сторите ништо. Па ако ние научиме како да разговараме со Бог за се, бараме тој да биде вклучен во се и да ни даде сила во се, како што кажа во воведот: измоли го твојот план преку денот, Господи, помогни ми да си ги ставам леките. Јас си помислив едно утро: тоа е смешно. Мене не ми е потребно да се молам за моите леки. Не се помолив и подобро ќе беше воопшто да не ги ставя во очите тој ден. Си помислив: добро Боже, ќе продолжам да се молам. Боже, помогни ми да ги ставам. Помогни ми да си ја средам косата. Барај Бог да ти помогне во се. Тоа треба да е нешто што го правиш без приговор. Потребно ти е помош за се што правиш. Без мене вие не можете ништо. И така Павле рече: благодат и мир нека бидат со вас. Ако ти живееш според Божјата благодат, тогаш ќе имаш мир во својот живот. Тој рече во Дела 17:28, зашто ние преку него живееме, се движиме и постоиме. Во него. Ова е многу повеќе отколку само одење во црква. Во него ние го имаме нашиот живот. Без него ние не можеме ништо. Сега од 3 се до 11 стих ќе биде наредниот збир на стихови кои ќе ги проучуваме заедно. Јас ќе ги прочитам, а потоа малку ќе поучувам. Му благодарам на мојот Бог секогаш кога си спомнам за вас. Во секоја моја молитва со радост за сите вас, заради вашето учество во Евангелието од првиот ден па се досега. Сега, не заборавајте го ова, овде има таква поука.
И јас сум уверен во тоа дека оној кој го започна во вас доброто дело, ќе го доврши се до денот на Исус Христос. Сега, вие знаете, ние сакаме да си избираме стихови кои ни се допаѓаат и ги употребуваме. Но ако забележите овде, тој вели: благодарам на Бог за вас постојано заради нашето партнерство во Евангелието. Павле споделуваше духовна мудрост со нив и тие го подживуваа Павле во неговата служба за да словото биде пренесено до другите луѓе, и тој рече: и, што значеше заради тоа само што ви го реков, јас сум уверен во тоа дека оној кој го започна во вас доброто дело, исто така е способен да го доврши до крај. Јас верувам дека ако ние сме скржави и се што правиме е само зимаме, ние ќе дојдеме до момент кога нема да можеме повеќе да растеме духовно. Тој рече: правилно е за мене да се чувствувам вака за сите вас, зашто ве носам во моето срце, зашто сите вие сте учесници со мене во благодатта и кога сум во окови и кога го бранам и утврдувам Евангелието. Зашто Бог ми е сведок колку многу копнеам по сите вас. Ако слушате некои од зборовите на Павле, тој навистина ги сака овие луѓе. Тој не е само како некој што само им кажува што да прават, или големиот апостол што доаѓа на посета и сите му се восхитуваат. Тој вели: јас дојдов да ви служам и копнеам по вас. Јас имам копнеж во моето срце по сите вас. Ти треба да бидеш под водство кое што се грижи за тебе. Луѓе кои навистина те сакаат, кои се молат за тебе, кои навистина сакаат да те видат да бидеш личност која што Бог сака да бидеш. Амин. И ако ти не си под такво водство, јас би продолжила да барам се додека не најдам некој кој нема само да ми кажува што да правам, но ќе ме сака. Амин. И се молам вашата љубов да изобилува. Не ќе зборуваме за тоа. За да вие можете да го распознавате најдоброто. Ќе зборуваме и за тоа, и да бидете чисти и безпрекорни за денот Христов. Тоа е веќе друга порака. Исполнети со плодот на праведноста кој доаѓа преку Исус Христос за слава и пофалба на Бог. Сега, Павле беше многу благодарен за соработката со луѓето кои му помагаат да го прошири Евангелието. Знаете, ние бараме луѓе да соработуваат со нас. Се зборуваше за партнерство пред малку. И тој му благодареше на Бог за нив цело време додека се молеше исто како што ние се молиме за нашите партнери во службата. Ова ме воодушевува дури и мене. Но тој вели дека тие му станале соработници уште од првиот пат кога го чуле Евангелието. И тие продолжиле да се работуваат се до тој ден кога Павле го пишувал ова. Павле не морал да се обидува да им зборува за давање. Тие биле толку возбудени за она што го чуле. Ајде, може би ние сме малку понавикнати на Исус. Може би ние треба да се освежиме за да сватиме што всушност имаме. О, мој Боже! Вашите гревови се целосно простени и измиени. Ти си оправдан како никогаш и да не си сгрешил. Твоето име е запишано во книга наречена Книгата на животот. Исус е на небото спремајќи место за тебе. Таму кај што е Тој и ти можеш да бидеш. Ние не треба само да сме возбудени за оно што Бог може да го стори за нас, туку едноставно да сме возбудени за Него. О, мој Боже, ти нема да одиш во пеколот. Така, Павле беше многу благодарен за овие луѓе. Сакам за момент да погледнеме во 1 Коринтијани, 8 глава, првите 4 стиха. Јас не знам што точно овие луѓе имале што нам ни недостасува денес, но нив никој не морал да ги убедува да даваат. 2 Коринтијани 8.
Добра, сега само слушнете го ова. Само замислете го ова. Сакам да знаете, браќа, за благодатта Божја која беше дадена помеѓу црквите во Македонија, дека иако во многу неволји со кои беа искушувани, нимата преку множена радост и длабока сиромаштија. Од нивна страна покажаа преизобилно богатство во нивната дарежливост, зашто тие даваа според нивните можности. Јас сум сведок дека тие даваа и преку нив доброволно, молејќи не усрдно да им ја окажеме милоста да може да учествуваат во службата на светиите. Ајде, молете ме да ви дозволам да дадете. Јас никогаш не сум чула некој да дојде кај мене и да ми рече: "Ох, те молам, може ли да дадам?" Знаете, скржавите луѓе, причината зашто тие не доаѓаат до момент каде што не можат да примат е заради тоа што нивните срца се едноставно мали. Но дарежливите луѓе, много го сакам тој збор, дарежлив. Јас се фокусирам да бидам подарежлив. Сега тоа не значи само со парите, но дарежлива на секој начин. Секогаш правејќи малку повеќе од она што се бара од мене. Истрагајќи се малку повеќе, јас не сакам никогаш да престанам да растам. Партнерството не е еднострана врска. Има две или повеќе партнери, секој кој има одговорност. Павле им помогнал со проповедање, а тие му помогнале финансиски да може да го проповеда Евангелието. Сега, јас морам да ви кажам една случка затоа што многу добро е да ловува смислата од било што досега имам слушнато. Тоа е вистинска случка и ја доловува мојата поента за тоа како вие, ако не почнете да враќате, знаете, вие и не можете да давате кога сте нов верник, само примате. Но ќе дојде до момент кога Бог ќе започне да ви става на срце да давате. Ако не го сторите тоа, долго време ќе дојдете до момент кога нема да можете да примате ништо повеќе. Еднаш една жена дојде кај мене и ми рече: "Се срамам да ти го кажам ова, но ми рече, се чувствувам дека треба да ти го кажам. Со години доаѓам на твоите конференции и навистина ми се допаѓаат. Јас созрев толку многу, ти ме научи толку многу." Но таа рече: "Морам да бидам искрена и да ти кажам дека последниве неколку години немам научено нешто многу од нив." Таа рече: "Всушност јас помислев дека ти можеби имаш грев во твојот живот и го губиш помазанието, па така почнав да се молам за тебе." Сега, ајде, овде се случува цело време. Па јас повеќе не добивам ништо кога одам таму. Мислам дека ќе одам во нова црква за да добијам нешто. И таа го рече. Како што таа се молила за мене еден ден, да го препознаам мојот греф и да се покаам, за да ми се врати помазанието, за да може да ужива во моите проповеди. Таа рече: "Бог изборувал и тој рекол, нема никаков проблем со Джойс. Причината зашто ти не добиваш ништо е затоа што ти си толку полна и нема повеќе место да се стави нешто друго. И се додека не почнеш да вадиш и да даваш нешто, ти нема да добиеш ништо друго." Мислам дека сите го знаеме тоа, црквата, и јас не мислам на никоја црква особено, туку општо црквата има проблеми. Ние сме најсебичната генерација што некогаш постоела и не имаме повеќе од било која генерација што постоела. Затоа навистина колку повеќе имаш, понекогаш толку посебичен стануваш. Имаме толку многу што можеме да го потребиме, да бидеме благослов за другите. Но не, ние сакаме да си задржиме за секој случај да не ни затреба и тогаш кога ти притреба, ти не знаеш каде си го оставил и одиш и купуваш уште едно за секој случај. Ајде, мислам и јас чувствувам нешта за да ги најдам кога ќе ми затребаат, но дали мислите дека можам да ги најдам кога ќе ми затребаат? Не. Нели е толку прекрасна таа случка што таа ја сподели? Така, можете само да размислите, ако ти одиш некаде и веќе ништо не добиваш од таму,
Да, ајде. Ми се допаѓаат тие виновни насмевки. Ти не добиваш повеќе ништо. Може би треба да започнеш да го прашуваш Бог. Може би сакаш да направиш промена во мене и не сакаш јас да одам за да добијам, туку сакаш да одам и да дадам. Ајде. Кога последен пат му пише на твојот пастор, кажувајќи му колку многу ти значи целиот негов труд? Или кога последен пат му поклони картичка да си ја однесе фамилијата на ручек? Или кога последен пат ти поклони нешто на самохраната мајка во твојата црква и каже да си ги донесе децата на ручек? Не ми кажувај дека сакаш Бог да ти покаже што е твојата служба. Јас мислам дека понекогаш луѓето кога се молат, така само сакаат да бидат на бината. Можности за да послужиш има секаде каде што ќе погледнеш. Се што треба да сториш е да го направиш тоа. Слушнете, причината зашто јас ви го кажувам ова е затоа што вие ќе имате повеќе радост. Искрено, повеќе е благословено давањето отколку примањето. Затоа што ништо не е поубаво од радост. Ајде, Павле зборуваше за радост 19 пати во ова послание. Тој сака луѓето да бидат среќни. В 7 и 8 стих Павле ја спомна неговата наклонетост за луѓето и како му се толку блиски во срцето. Знаете, можам искрено да ви кажам, не сакам само да ви кажам нешто сладко. Јас навистина, јас го правам ова во овој момент во мојот живот, затоа што јас ги сакам луѓето и навистина сакам вие да имате живот кој што Христос сака да го имате. Мислам, мизерен грешник е една работа, но мизерен светец е мизерен хаос. Амин. Јас навистина сакам да живееме за да му дадеме слава на Бог. Црквата може да блеска толку силно и да привлече толку многу изгубени луѓе во врската со Христос, ако само ние се ги тргнеме мислите од себе си, да разгледаме околу нас и да забележиме дека каде и да одиме има повредени луѓе. Гледате, јас зборувам за нешто што вие можете да го сторите кога ќе излезете од овде. Потоа Павле рече, јас се молам вашата љубов се повеќе и повеќе да изобилува. Тоа е толку длабока изјава. Зашто знаете што тој вели? Тие чекореа во љубов и тој им рече дека се гордее со нив. А тој рече, сакам вашата љубов да изобилува. Тој сака да каже, јас знам дека вие чекорите во љубов, но јас сакам да созревате во чекорењето во љубов. Знаете, едно од најлошите нешта што ние можеме да си го сториме и да станеме самоуверени и да сме задоволни со себе си. Па јас сум си доста добар. О, не, тоа не е целта. Јас сакам да бидам се подобар, затоа што сакам да му дадам повеќе слава на Бог. Сакам да изобилувам во љубов. Навистина сакам да научам како да ги сакам другите на начинот кој што Исус ги сакаше. Може ли некој од нас да каже дека навистина знае како да љуби безусловно? Толку многу од нашата љубов се базира на начинот на кој што луѓето се однесуваат со нас. Зборот изобилно значи да постои во големи количини, да биде полно, да претекува, да биде преполно, да биде толку полно, да правиш повеќе од тоа што се бара од тебе. Тој сака тие да имаат повеќе знаење и повеќе распознавање. Можам да проповедам цел час само за распознавање. Нам ни треба распознавање. Павле не се молеше луѓето да добиваат се што ќе посак. Тој не се ни молеше да им исчезнат проблемите. Тој се молеше за оно што навистина им беше потребно. И знаете што? Многу пати мислам дека ние воопшто не знаеме што навистина ни е потребно. Ние продолжуваме да го бараме она што го сакаме, наместо да се опаметиме и да го бараме од Бог она што ни е потребно. Ако ништо друго, барем кажи му на Бог, јас не сум ни доволно паметен за да знам што навистина ми треба. Затоа Боже, само дај ми го она што ми е потребно. Ох, и тој се молеше тие да научат, да го прослават и да го распознаат најдоброто. Како се однесува еден извонреден човек?
Те секогаш го прават она што рекле дека ќе го направат. Тие се на време за нивните состаноци, одат на работа на време, тие не оставаат по нив хаос што другите треба да го расчистат. Тие не се паркираат на место наменето за хендикепирани, ако тие не се хендикепирани, и особено не на црквениот паркинг. Тие ставаат нова ролна тоалетна хартија кога ја употребиле последната ролна. Тие не оставаат капки на шолјата во јавното веце за некој да седне на тоа. Го мразам тоа. Кога ја употребуваат последната палома, донесуваат друга кутија. Ако им вратат повеќе пари кога плаќаат сметка, тие ги враќаат. Ја оставаат количката за шопинг назад на место каде што треба да стоят шопинг количките. Добро, ќе направам една изјава. Може би ти не си дошол овде за ништо друго освен за ова. Она што ние го правиме кога никој не гледа, покажува кои сме ние на вистина. Гледате, ви велам. Имам толку многу да ви кажам, а немам доволно време. Нам ни треба повеќе страф од Господ. Не да се плашиме дека Бог ќе не повреди, но побожен страв дека без разлика што и да направам, каде и да сум, Бог ме гледа. Бог гледа се што правим. Се. И така не бидете извонредни во тоа да направите некој да забележи колку тоа вие сте извонредни. Бидете извонредни затоа што му служите на извонреден Бог. Амин. Мислам, јас му имам кажано на Бог дека сакам да се озреам повеќе во ова. Не можам да проповедам нешто без да се молам и да го живеам тоа. И прекрасно е. Сите тие мали нешта кои ги завршиме до пола и ќе почнеме да ги оставаме. Јас едноставно знам во срцето. Врати се и направи го правилно. Никој не е таму, само јас. Не морам да ја здиплам крпата правилно. Тие се мои крпи. Можам да ги фрлам во фиоката ако сакам. Не, врати се и направи го правилно. Ајде. О, Джойс, јас очекував слово оваа вечер. Потоа во Филипјаните 1:12 до 20 Павле зборува за важноста на унапредувањето на Евангелието. Тој вели дека тоа што го фрлиле во затвор само помогнало да се унапреди Евангелието. Овој човек бил толку позитивен. Мислам, тој навистина можел да ги изнервира негативните луѓе. Тој беше во затвор, беше тепан 5 пати. Гладен, морал да се крие, напуштен од сите на неговото прво судење. Но знаете што рекол кога сите го напуштиле на неговото прво судење? Боже, јас се молам ти да им простиш и јас знам дека ти ќе се погрижиш за ова. Тој не се грижил за она што луѓето му го сторили. Тој се молил за нив и оставил Бог да се погрижи за тоа. За колку нешта ние креваме врева, нешто кои едноставно можеме да му ги предадеме на Бог, да си продолжиме со нашата работа и да не дозволиме да не направат несреќни. Ајде, па ти не се однесуваш правилно со мене, ти не се однесуваш правилно со мене. Уф. Павле се радувал кога бил во затвор. Тој се радувал кога се криел. Знаете, дури кога сме изнемоштени и мислиме да се откажеме, ајде да се сетиме на радоста која ја имаме кога ќе го завршиме она што сме го почнали. А секогаш велам, има почеток и има крај, но исто така има и средина. Понекогаш не е толку тешко да почнеме нешто ново и секогаш е прекрасно да завршиме. А мораме да поминеме преку средината. Само запомнете, со Божјата решеност ние можеме да го направиме она што Тој сака да го направиме.